СРСМ брзаат за избори на 5 или 8 јули. Од ВМРО ДПМН не сакаат да лицитираат со датуми, оти бројката на заболени од корона расте. Првиот човек на социјалдемократите Заев вели до утре вечер има простор политичките партии да се договорат за избори, но немало место за лидерска средба. Заев уште еднаш го посочи 8 јули како датум за народно изјаснување. Вели во случај да има конечен договор, би се продолжила вонредната состојба уште 3 дена, а среда би се прогласил за неработен ден за да се организира гласањето и би се гласало до 21 часот. Во понеделник и вторник ќе гласа затворениците, изнемоштените, лицата во самоизолација и оние кои се позитивни на заразата. Останува можноста секако до крајот на денот сабота, кога завршува вонредната состојба. Тоа значи и денешниот и утрешниот ден не стојат на располагање. Колку и да сака некој нешто да менува, не можеме и по делот на устав, ниту можеме да свикаме собрание, ниту може да го менуваме уставот, ниту законите. Тоа единствена алатка ни останува вонредната состојба. Го спореди гласањето со начинот на одење во предавница и по време траење на процесот за заокружување на ливчето и по чекањето ред пред избирачките места. ВМРО ДПМН пак децидни. Вонредната состојба мора да биде продолжена од имаме втор бран на вирусот, а Македонија се претворила во балкански Вухан. За изборите велат најважно им е здравјето на граѓаните. Лицитирање со датуми во овој момент, кога имаме огромен раст на ново заболени, кога имаме секојдневна бројка на, за жал, починати граѓани на Република Македонија, лицитирањето со датуми, впрочем, е лицитирање со здравјето и животот на луѓето. Тоа нема да го правиме. Во меѓувреме, еврокомесарот Вархеј преку Твитер испрати порака дека разговарал со Заев и Мицковски за слободни, фери и инклузивни избори во Македонија, земајќи ја предвид ситуацијата со COVID-19, како и потребата од ефикасни мерки за економско закрепнување. Уште поексплицитна беше европратеничката Марион Валсман, која рече дека во периодот на неизвестност Македонија мора да им даде на граѓаните знак на единство и лидерство, а сите партии да најдат нов датум за избори.